Во својата 5-деценијска кариера BMW серија 5 донесе 8 генерации и многу профит за баварците. А како што гледате, пара на пара оди. Белиот пајак ја лази оваа лимузина, а според верувањата на нашиот народ, белиот пајак носи пари. Но да се вратиме на BMW серија 5. Испод хаубата имаме 2-литрен турбодизел мотор од 193 конски сили и благ хибриден систем кој дава дополнително малку сила, но повеќе економичност. Што се однесува до изгледот на предницата, сега таа не е веќе толку претенциозна. Овие бубрези кои се потпис на дизајнот на BMW не се огромни и не се веќе претенциозни. За разлика од електричниот модел, изведбите со мотор на внатрешно согорување се разликуваат по маската на ладилникот. Што се однесува до формата на каросеријата, таа остана иста, а самиот дизајн остана еволутивен, а не револуционерен. Светлосните групи на задниот дел се сменети, како и просторот за патниците. А кога зборуваме за патниците, важно е да се спомене и капацитетот на багажниот простор, кој сега е доста поголем во однос на претходната генерација и има 540 литри капацитет. Реков дека е доста направено со зголемувањето на димензиите за патниците на задната клупа. Сега, влегувањето е многу полесно и што се однесува до просторот, тој нарасна во сите смерови. Седењето на задната клупа е извонредно удобно, не само поради конструкцијата на седалката и подпирачот за грбот, туку и чувството на просторност кое е насекаде околу патниците. Скроената внатрешност е исполнета со квалитетни материјали, но новата филозофија на BMW е веганска. Веганска, велам, бидејќи само со дебела доплата можете да изберете тапацири од природна кожа. Инаку, сите материјали во внатрешноста се од висок квалитет, но тие не се од природна кожа. Работното место на возачот доликува на имиджот и ориентацијата на BMW. Не е само што е луксузно, туку има и извонредна удобност. Што се однесува до централниот гребен, тој има украси како и BMW серија 7. Со кристали е обложен овој кружен селектор на програмите. Инаку, со BMW серија 5 никогаш не може да ви биде досадно. Го реков тоа бидејќи е исполнета со многу конективни технологии, но и многу работи кои може да ви помогнат не само во возењето, туку и кога не го возите автомобилот. Тука имаме еден куп апликации кои се наменети за информирање на возачот, но и за активирање на активните асистенти на возачот кои ги има сериски на претек. Она по што се разликува BMW серија 5 од останатите лимузини е тоа што е возачки ориентирана. BMW во својата стратегија за развој посветува големо внимание на електричните возила, но никако не ги заборава и оние со класични мотори. Таков е примерот со 2-литарскиот турбодизел кој развива одлични 193 конски сили. За разлика од електричната верзија која е извонредно тивка, BMW серија 5 во својата 520 едиција е нешто
пошумна, што е и разбирливо. Но агрегатот дава еден убав резонантен звук кој не продира силно во кабината, но возачот го чувствува. Кога се вози умерено, тоа е извонредно мирен, дава добра перформанса и добри меѓузабрзувања. За тоа е одговорен и 8-степениот автоматски менувач, чија линеарна работа не дозволува да има многу возбудувања. Но оној што сака возбудувања, тогаш може да се поигра со лопатките кои се зад управувачот. И тогаш BMW 520D се претвора во нешто сосема поинако. Се претвора во лимузина која е расположена и спортски да се однесува. Тоа до израз особено доаѓа на кривулести патишта. Во својата понуда петката има и погон на сите тркала наречен X-Drive, но ова е класична BMW лимузина. Тоа значи дека има пренос само на задните тркала. Тоа не може да се осети многу на кривулест пат, бидејќи избалансираноста на каросеријата е извонредна. Односот на тежината е скоро идеален, па кога сте на кривулест пат немате многу предизвици што се однесува до работата со воланот. Возачот може и да претера со брзината, а каросеријата, благодарение исто така на одличната амортизација, останува достојна на својата ориентација, а тоа е удобност и стабилност. Пред малку ја спомнав удобноста, а телото е сместено во извонредни седишта кои потсетуваат на удобни фотели. А кога се вози динамично, овие седишта покажуваат дека го држат стабилно телото и ви даваат чувство како да се возите во спортски автомобил. Многу е тешко да се испровоцира подпирањето на BMW серија 5. Дури и ако сакате тоа да го направите, нема да ви тргне од рака, иако имаме само погон на задните тркала. Возењето со BMW серија 5 со својот дизел мотор ме воодушеви. Не поради неговите експлозивности, туку и поради неговата економичност. Кога ја возев нешто подинамично во моите 600 километри колку што се дружев со BMW серија 5, забележав просечна потрошувачка од 7,2 литри. Но тоа е само моменталната потрошувачка кога го вадев максимумот од автомобилот. Во секој изминат километар јас уживав во возењето на 520 со дизел мотор. Незините 193 конски сили се покажаа и како економични во градски услови на возење, каде што потрошувачката не се искачува повеќе од 6,8 литри. Благиот хибрид го надополнува работењето на моторот на внатрешно согорување, па така е добиено едно смирено возење, одлични перформанси, но и висока економичност. 93.000 евра чини оваа изведба, која е исполнета со дополнителна опрема, а уживањето во возењето на серија 5 треба да се доживее. Јас сум можеби и малку пристрасен кога се станува збор за серијата 5, бидејќи таа според мене и моите вкусови е идеална лимузина, па макар и со дизел мотор. Се разбира дека имате широка палета на бензинци и за оние што сакаат и електрика, но BMW серија 5 покажува дека е извонредно сериозен и зрел автомобил и нуди многу за вложеното. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Се гледаме следната сабота. До гледање.